Spitali Neuromedica ka ditur të mbërthejë në vete disa nga emrat më të njohur të mjekëve në vendin tonë, siç është edhe profesori i njohur, neuropsikiatri më i njohur në vendin tonë, profesor doktor Metodi Çepregano. Shpesh neve nuk e dim të sillemi me ligjet e natyrës, shpesh marrëdhëniet ndërpersonale, narcisizmi apo ndoshta edhe funksionet të tjera, jemi vetë ne ato që e shkatrojmë veten tonë. Gjatë bisedës në vazhdim do të mësoni pak më shumë se cili është ai ligji i katërt i natyrës që na ndihkon edhe neve në qenjen tonë. Profesore, zastana për Do të që të vërtet zakon. Se vika zakon në posilno. Mene ne mi se bendizua. O to je postoji. Moj profesor викаше во Париж следното. Ќе ги кажам неговите 3 реченици за да свати аудиториумот што е тоа. Лавот во џунграта е лав. Секојаш бил, е и ќе биде. То важи и за нас на мајката земја планета. Големите земји се големи земји, малите земји се мали земји. И мојот професор викаше следното. Само големите птици летаат сами. Малите летаат во јато. Че треба да летнете, да го најдете јатото, да летнете и да држите правец. Иначе, ако излезете од јатото, ќе изјадат. Вториот закон, односно вториот афоризам од тој закон е големата риба јаде малата кога да посека. И он велеше. Интересот на големите земји, ова важело, важе и ќе важи. Македонскиот народ не го разбира тоа. Затоа што македонскиот народ има голема тврдоглавост и тврдокорност. Не се решава законот на посилност со тврдоглавост и тврдокорност. Ќе ви кажам како се решава. Професорот велеше вака, интересот на големите земји секојаш го плаќаат малите, тие се жертва на интересот на големите. Тоа е закон. Не можеме да го измениме, ние Македонија не може да го измени. И сите мали земји. И за да обстанете, survival, викат англичаните. Вие треба да имате висока емоционална интелигенција, да бидете спремни, умешни, да знаете што е компромис, што е флексибилност, што е разговор и како да разговарате, али за да можете да обстанете. Од секоја тврдокорност или тврдоглавост ќе ја платите со тешки промени, затоа што големиот секојаш ја води играта. Толку зборам за тоа. И кога му поставија прашање, значи ли тоа, ова морам да го кажам јавно, за да свати народот, професорот значи ли ова, во мене се возбуди нешто, јас сум представник на мала нација, значи дека треба да ја кршиме и кичмата. Тој ми одговорише на збор. Вие немате атомска бомба, ма треба да имате атомски ум, за да обстанете. Дали сум јас? Сега, се враќам на главната поента. Зошто треба да го знаеме, да знаеме што е планетарна совест и кои се закони на мајката природа. Бидејќи тие ги формираат карактерните особини на луѓето. Многу накратко. Во тие карактерни особини на нормалниот интерперсонален однос постојат две патолошки карактерни особини. Едната се вика хипертрофија на егото, другата се вика малигна нарцисоидност. Тешко и горко на вас, ако поред вас имате човек со хипертрофирано его и малигна нарцисоидност. Зошто? Затоа што тој знае све, тој е најпаметен, тој во сите работи гледа на вас, што ќе кажете, дешперантно, капитулантски, инфаусно, безвредно, затоа што само он знае. Само он е најпаметниот. А превасходна степен на хипертрофираното его е малигната нарцисоидност. Моите квалитети се најдобрите квалитети. Јас сум најубавиот, јас сум најпаметниот, јас знам све. Ето е таа тврдоглавост, арогантност, која за жал постоела и многу од светските војсководители пателе од тоа, да не го спомнам Хитлер и сега да не кажам, има и други луѓе кои се актуелни во овој момент, кои патат од оваква малигна нарцисоидност, а страда целиот свет околу нив. Затоа што нив ги красат она што го вика народ суета, што е многу лоша особина, омраза, злоба, завист, љубомора и параноја. Тоа е трагедијата. И многу е опасно
Ако той успее да се наметне на масата и прави една масовна кохезија на нарцисоидност, тогаш таа маса е опасна. Сега го имате тоа како пример. Не сакам да зборам, јас не сум политичар. Значи, таа маса убива, таа маса руши, таа маса прави све што не треба да прави, затоа што живее со идејата на параноикот. Но дали има лек за тврдоглавост? Има лек. Лек има, таквите луѓе не треба да бидат промовирани за лидери и така натаму и така натаму. Меѓутоа рековте дека Затоа што во историјата напишани се, тој е деструктивен нагон. За кој се напишани томови на книги. Јас си ги споменам, Ханибал, Атила Бич Божи, Наполеон, Александар Македонски, Хитлер, Сталин и така натаму и така натаму. И сега ги има многу. Тие го пореметуваат цивилизацијскиот ментум и го пореметиле со војни. А секоја војна е ирационална. Крајно ирационална. Значи, тоа е за карактерните промени кои што, ако не ги познавате законите на мајките природа, ви следуваат. Оти, ако вие во вашето воспитание имате фалинка, бидете сигурни дека кога ќе одрастете, ќе станете као личност, као личен психопрофил со фалинки, многу фалинки во овој контекст кој што го реков. И сега сакам да кажам уште два момента кои се многу битни во нашиот живот. Ние во секојдневниот наш контакт имаме спрега внатре во нашиот мозок меѓу амигдалата и хипокампот, емотивниот мозок, и префронталниот лобус. Амигдалата ги прави психоемотивните напливи и сака се да направиме со емоции. А префронталниот лобус овде е кочничарот, тој е рацијот, тој е контролорот. Ако сте го нахраниле, ако сте го напоили во текот на животот, ако сте инкорпорирале во него норми, социјални, морални, етички, духовни и така натаму знаење, за да може тој да инхибира таа работа. Многу важен момент. И уште еден фактор кој што е многу битен, завршувам, тоа е во секој момент на нашиот интерперсонален однос во нас горат два пламени. Едниот е деструктивниот кој го носиме во нас, со кој сме родени, ако не сме успеале да го контролираме. Значи, однак спаѓаме во групата на луѓе со хипертрофирана најава и со малена нарцисоидност. И вториот е стресот. Зошто? Затоа што вербалната агресија која е секојдневна, ви се десило, ќе ме навреди, опшува и така дале, прави во моментот кога влезе во вас три кардинални пореметувања во вашиот организам, без да знаете вие, без да знам јас. Ги пореметува хормоните, пореметува неуромодулатори, не да споменам, допамин, серотонин и така дале, и неуромедиатори, глутамат и гама-аминобутерна киселина. Тие, ако се во една покачена форма подолг период од животот, прават големи катастрофи. Тоа се психосоматските болести. Мене, као човек кој е 62 години во медицината, оваа војна што е, тоа е за крај ќе го кажам, ме секира затоа што таа ќе направи огромен број на психосоматски пациенти на ниво на цел свет. И уште една реченица. Секој психоемотивен наплив што ние го ствараме, значи, од нас, има свој исход. Исходот може да биде абреакција, зависи од карактерните особини на човекот. Мајка, шајка, пшувам, фрлам, тепам, ударам и така дале. Може да биде акумулација, тоа значи да голтам и кога ќе се напони чашата снаа изфекрва, снаата рипа и доваѓа до без. Третиот е така речена и радиација, многу својствена за нашите народи. Сите се лоши, јас сум најдобар. Не ќе биде така, има и други добри. И оно што ние предлагаме во нашата наука, тоа е интелектуална обработка. Седнете, разговарајте, договорите се. За се има компромис, освен за вечноста. И завршувам со мојата филозофија за нашето постоење. Значи, нашето постоење го чини еден конгломерат од 4 компартименти. Првиот е психофизичката обдареност, што ја реков, рационално-когнитивната интелигенција со која се раѓаме. Вториот е така наречено криптогенно богатство. Криптогенно богатство значи архетипови и колективно јас. Она што вие, јас, детево, сите на мајките планета сме го наследиле од нашите предци. Тоа стои. Као меморијски запис во нас.
Третиот така наречен input, тоа е сето оно што го зборев сега. Законот на мајките природа, што ќе ставите вие во вас, во вашиот ментум за време на живот. И четвртиот, оно за што живееме, е експутот. Оно што јас, како огледало, го екстериоризирам. Вадам од мене, вие го вадите. Имате, можам да ви кажам, имате еден човечки осмех. Не го правам кефот. Значи, сум разговарал со многу. Значи, тоа е она што ја оплеменува вашата душа, што вашето огледало према надбор е питомо, е мило, е типо, не ви го правам кефот. Зборам многу отворено. Јас сум човек кој може да го прочита човек многу брзо во овој контекст за кој што зборам сега. И завршувам со една реченица што сакам да ви ја прочитам и да ја запамети овој мој убав народ. Да не е ова реченица, професор? Не, еве реченица, јајде. Умот царува секогаш, тоа да запамтите, а моќта и снагата трулат. И да живееш и да постоиш, значи да учиш, да работиш, да твориш, да креираш, да ствараш, да умееш, да почитуваш, да те краси емпатија, флексибилност, толерантност и компромис. Ние немаме способност на компромис. Сметаме секогаш дека сме изневерени. Не. Компромисот е суштествено постоење во нашиот живот. Оти сме мали. То мора да го сватиме. Јас не сум го измислил, невронауката го вика тоа. Законот на посилниот постоел и ќе постои. Да имаш изграден свој психопрофил со богат резервоар на знаења и инкорпорирани норми во совеста на собственото его. Едукацијата, на која не се посветува внимание моите земја, е најважниот фактор во иднината на една држава. Тоа е мојата порака. Тоа е нашиот мозок да остане жив и да работи поише само со читање нашиот и со мозок едукација. да го нахраниме, добро да го нахраниме, да инкорпорираме во него многу знаење и многу норми, ки повторам, социјални, морални, етички, духовни и знаење, за да може да тој работи и да твори и да и држи една хармонија меѓу психата и сомата. Ви благодарам многу што бевте Јас ви благодарам многу, сте ми пријатни и со вас уживам да разговарам. Ми беше чест и на мене и на нашите колеги и верувам и на сите гледачи кои не гледа во овие моменти. Ви благодариме што ја прифативте поканата и што ни ги објаснивте на толку детален, но толку јасен начин сите закони на мајката. Се обидов да ја симплифицирам целата работа, меѓутоа ова е фундаментот на нашето постоење. Законите на мајките природа мора да ги познавате, за да си го продолжите животот и да имате еден квалитетен живот. Ви благодарам многу уште еднаш. Благодарам јас. Благодарам. Shikues të nderuar, sa herë që kemi të ftuar profesorin e nderuar në studio, Metodi Çepregano, shpesh kemi pyetje nga ju se ku mund ta gjeni mjekun. Mjekun mund ta gjeni pranë Spitalit Neuromedica për çdo pyetje, për çdo problem neurologjik, por jo vetëm problem neurologjik, për çdo problem psikiatrik, mjeku në fjalë mund t'ju gjej përgjigje, por mund t'ju gjej edhe shërim. Gjatë këtij emisioni besoj që tani më kuptuat se edhe në moshë të shtyer, edhe në vite që ka profesori i nderuar, qofse gjeni një balans ndërmjet trurit, të shpirtit dhe trupit, ju tashmë mund të keni një jetë më të paqë dhe më të shëndetshme. Bashkë do rishemi në emisionin e ardhshëm. Deri atëherë miru takofshim.